Еве да не испадне проблеми во преводот, јас бев многу јасен. Прво укажав дека на работата на комисијата во целина. Не кажав ниту власт, ниту опозиција. Оваа комисија овде има секогаш издржани дискусии. Темелно ги разгледуваме сите материјали, многу често знаеме да најме заеднички решенија или заеднички став по најголемиот дел на законите. Тоа е првото. Второто што го затекнавме, укажав на ситуација, затоа прашав, ќе беше коректно да се укаже колку владата преходно им исплати по однос на овие институции. Ја велам дека со години не било исплаќено и истите тие луѓе што го кажавте, со истите е дискутирано овде, тоа не се нови моменти. И затоа кажав, X денари што ќе дојдат сега по основ на овој закон се X пати повеќе од нулата што имале преходно. И во моментот се обременети и Министерството, и институциите со серија на тужби, со милионски износи, со многу рочишта, со многу енергија, со многу време што се троши, толку поради тоа што владата не ги префрлала тие средства што им припаѓале по постоечкото решение. Второ што сакав да го нагласам, дека треба да се има стабилно финансирање. Истите институции треба да си направат соодветни финансиски проекции, финансиски рамки со кои што треба да реализираат програмата и планот што овде ја презентираат. На овој начин, со ова законско решение, тоа е предвидливо. Истата оваа комисија, истите институции, доколку се движат веќе развојните политики кои што движат, а констатиравме веќе дека имаме знаци на подобрување во сите сфери, доколку се утврди потреба од повеќе, ние тука се повторно ќе ги разгледуваме. И затоа кажав, за неколку месеци веќе, токму од ова решение, со првите извештаи, ние ќе можеме да констатираме состојбата дека е подобрена, дека законското решение е издржано и една неправда, односно некои проблеми што биле затекнати, веќе некој активно ги решава. Благодарам.